Злоупотребата на дроги и недозволената трговија денес е во центарот на вниманието на светската јавност. 26 јуни е меѓународен ден на Обединетите нации кои афирмираат и поддршката на жртвите од тортура. Глобалната војна против дрога е причина за учество и сплотеност на многу влади. Поддржи, не казнувај е глобална кампања за застапување за подигање на свеста на штети предизвикани од војната против дрогата, преку која здруженијата на граѓани од целиот свет бараат владите да воведат и промовираат похумани и ефективни политики кои се базираат на јавното здравје и човековите права. Здруженијето ХОПС Опции за здрав живот Скопје денес ја заврши видео кампањата која се однесува на децата кои употребуваат дроги, поддржана од 18 здруженија на граѓани, ставајќи акцент на децата кои употребуваат дроги и подсетувајќи на сите проблеми со кои се соочуваат децата кои употребуваат дроги во Македонија. При излегување од работа, при доаѓање во работа, ние ги гледаме децата секојдневно овде присутни меѓу нас. Со кеси в раце, нешто дуваат, се тетерават, поминуваме, ги одминуваме, коментираме, меѓутоа и ние, а и тие кои што имаат надежност нешто да превземат по ова прашање, не превземаат ништо. Очигледно дека системот не функционира. Факт е дека тие деца секојдневно се во потрага по дрога, факт е дека тие деца немаат соодветна лекарска грижа, факт е дури дека повеќето од тие деца воопшто немаат ни никаква документација, значи немаат здравствено осигурување, немаат можност да дојдат до лекување, а факт е и дека системот не овозможува соодветни програми за лекување и соодветна подоцна социјална рехабилитација и вклучување во општеството. Во Македонија не постојат точни податоци колку деца употребуваат дроги. ХОПС досега има контактирано 76 деца кои употребуваат дроги, од кои 32 се контактирани од јануари 2014 до сега. Најмалите деца со кои е контактирано се 3-годишно дете кој инхалира лепак и 8-годишно дете кој инјектира хероин. Како да се работи со овие деца, кај да ги носат кога ги фаќа криза, практично најте во 12 па викаат брза помош, па ги носат на клиника, па ги спуштат од клиника, па не ги прифаќат, па што да прават со? Министерството за здравство работи на подготовка на протокол за третман на деца кои употребуваат дроги, кој е во изработка од 2012 година и се уште не е усвоен.